Јас сум задоволен од моето детство. Мислам, имало и лоши, имало и многу добри моменти и не би менвал ништо. Добро, може да би сменал некои работи. Најголем критичар ми е татко ми. Всушност тој не сакаше да се запишам средно музичко. Татко ми рече, ако вети ми вика, вети ми, ако бидиш најдобар, ако бидиш ученик на генерација, ќе те пуштам да одиш. Се случува доста пати да имам, немам една девојка, имам повеќе и не е то ништо озбилно, него едноставно, онака, сакам да уживам во животот, дури можам. Првиот саксофон го добив од татко ми, бев пресреќен, сегде бев со него, па кога го добив и вториот, и шетав со двата низ куќа. Солзи прават златен прстен од Тоше. Мислам дека тој ми беше првиот настап. Мислам дека последниот. Мислам дека на него бев најотпуштен. Да не беше Тоше Проевски, јас немаше да воопшто се запишам на соло пеење. Ја одбрав Боже чувај од зло. Најубаво се осеќав во мене. Та има очи кои ми ги знаат тајните, сите победи и сите порази. Та има раце кои кријат цели светови и би умрел јас за тие преградки. И би умрел јас за тие преградки. Боже, не ми треба ништо друго, дур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, та нема да се врати, чувај ја од зло, та нема никој свој, нема никој свој. Боже, чувај ја од зло. Та има усни, вкусни како зрела јагода, кои никој не ги бакнувал кои јас, кои никој не ги бакнува кои јас. Боже, не ми треба ништо друго, дур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, та нема да се врати, чувај ја од зло, та нема никој свој, нема никој свој. Боже, чувај ја од зло. Боже, не ми треба ништо друго, дур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, та нема да се врати, чувај ја од зло, та нема никој свој. Боже, Боже, ангели од небо прати, та нема да се врати, чувај ја од зло, та нема никој свој.
Bože, čuvaj od zla. Виктор. Добро, ајде да чуеме коментари. Сигурно ве интересира, така ли? Сигурно ве интересира да ги чуеме коментарите, а после ќе се сликате и со Виктор. Нормално. Blue Funk Individuals, браво! Браво! Повелете. Виктор, ако го поместам мечево, ти ќе се поместиш? Не е мече, бе, Ненад, кај видам мече? Шо е куче? Куче, бе, брат, кој... Не е он мало дете мечиња да му дава? Не магаре да е, битно е. Што се заќутавте, бе? Виктор, добар ли си? Најбољи си. Сериозно, многу моќно, многу точно, многу искрено, дури на моменти, може би со повеќе енергија од што треба, но само во еден дел во песната. Инаку, се гледаше дека зверски сакаш да настапиш вечерва и така и го направи тоа. Благодарам. За мене е поважна една друга работа вечерва. Нема да го коментирам твоето пење, твојот изглед, твоето однесување на сцена. За мене е битно што успеа да му докажеш нешто на еден човек што те сака, а тоа е твојот татко. Знам по себе колку мене ми значи кога ќе му направам кејф на стариот. И ти вечерва направи една голема работа. Го убеди татко ти дека си бил во право. Па тоа е прекрасно, пријател. Во право ли си? Во право испадна, сака. Освен што им направи на сите други кејф оваа вечер, и на мене ми направи голем кејф. Прво, мелем за очи, за уши и за душа. Тоа е Виктор. Виктор, едноставно многу сум среќна кога гледам дека некои мои коментари од минатото веќе не морам да ги поставувам на маса. Многу сум среќна заради тоа и посебно затоа што вечерва е отпеа онаа песна која што мене многу ми значи, а ја пееше нашиот ангел, и секој пат кога ќе влезам во кола и запалувам радио, оди токму оваа песна испеа извонредно. Браво, Виктор, браво. Земи си го мечето, кучето, се што е тако и носи позади во црвената соба кај Ивана. Се надам и на вас ви направивме кејф со дел од песните кои што беа испеани од нашите идоли. Се разбира песните на Тоше Проевски. Ајде, како ви било кејф, еден аплауз. Ајде сега да видиме што има Виктор да каже во црвената соба кај Ивана. Јас ке му ги почувам овие мечкиве. Само за кратко. Од кого ги доби? Видиш, да не си љубоморна? Па малку. На мечињава, не на тебе. Слушај, кажи ми како си помина таму на сцената? Прекрасно, сите таму се прекрасни, атмосферата е ненормално добра. Не знам, немам збор. Задоволен ли си како се представи? Беше ли ова твојот или еден од најдобрите настапи барем? Да, еден од најдобрите настапи. Се гледа, ќе направиме една голема колекција со вака големи мечиња. Честитки за твојот одличен настап. Гледачите нека продолжат да гласаат и понатаму за Виктор на телефонскиот број што го гледаат на нивните екрани.